Општина Куманово се стреми кон намалување на социјалните ризици, превенција како и добра состојба на сите граѓани кои имаат за цел за обезбедување на социјална сигурност, подобрување на квалитетот на живење и зајакнување на капацитетите на општина Куманово, а со тоа имаме и финансиска поддршка за здруженијата кои се однесуваат и кои вршат работа од социјалната заштита, здравствената заштита, детската заштита, но исто така и заради поголема транспарентност на самата општина и сите оние кои работат во овој сегмент учествува на јавниот повик со претходни нормално дебати каде имаме приоритетни цели и состаноци со работните организации кои работат на општина на Куманово и исто така со тоа го слушнавме и гласот на народот и на владините организации. Врз основа на тоа имавме програма за социјална заштита за 2025 година на секторот со кој имавме обезбедени средства од 1.150.000 денари. На јавниот повик се пријавија 13 здруженија, од кои 8 здруженија ги исполнија условите, останатите 5 беа одбиени заради некомплетна документација. Здруженијата кои добија финансиска поддршка беше Пулс на демократија, која имаат за цел дигитална заштита на секое дете, хуманитарна организација Мајка, која ќе прави стратегија на родова еднаквост, женското здружение Линда, која ќе прави родова еднаквост, која ќе почнува во основните училишта. Потоа имаме Центар на ромска заедница Дром, која ќе изработи две стратегии. Една е за инклузија на маргинализирани групи, а втората е стратегија за млади. Потоа имаме Сдружение на лица со посебни потреби Прогрес, која ќе направи поддршка на лица со попреченост кои имаат потреба. Потоа имаме Сдружение за наука, култура и уметност, која ќе направи обука и професионална развој на наставниците со идентификација на децата кои имаат повеќе таленти во однос на музичкиот сегмент за социјалната кохезија и така натаму. Потоа има Сдруженијето Добрва од Куманово која ќе работи заедно со младите. Тоа ќе биде поддршка и превенција од социјални ризици и на крај е Сдруженијето на висши медицински сестри која ќе има активности со најмладата популација, тоа е со предучилишна возраст заедно со детската градинка Ангел Шајче, каде што преку малите чекори кон здрав живот ќе им објаснуваат и доловуваат на младите како здраво да се хранат, како да бидат активни и така натаму.